како е предвидено, бидејќи пред неколку дена поголем број на камиони беа со така подпат закони на граници задржани, дали ќе биде дозволено во тој Законот, да, ви го разбирам прашањето, законот стапува во сила веднаш по објавување во службен весник, така е одредбата во законот. Господин Митровски, вчера поминавте председателот за распуштање на собранието, донесовте ли конечен официјален став на ВПТ, што ќе правите? Гласате ли за распуштање на 12 февруари? Прво, избори на 12 април ќе има и од тоа ВМРО-ДПМН не може да избега. Со тоа нивно вчерашно блефирање е единствено само за да спречи некои процеси во државата. Не на 12 февруари, тие ако можеа ќе го распуштаа собранието уште пред една недела, само да не влезе во процедура законот за јавно обвинителство или да не се даде шанса на законот за јавно обвинителство и за уште некои други закони кои што се од интерес на граѓаните. Денес се случува или овие претходни неколку денови се случува и незакажување на Комисијата за труд и социјална политика, каде што се спречува исплаќањето на зголемената плата на професорите на универзитетите. Има ли балансирање на изборни единици или на овие избори ќе се води со кои изборни единици кои се едноставно, како што вика председателот на изборна комисија, може да биде против законот? Значи, на измените на изборниот законник работат работни групи од сите поголеми политички партии. Ние чекаме усогласување од тие работни групи затоа што тој предлог закон треба да дојде како усогласен текст за да го пратиме во процедура во собранието и исто така да го изгласаме пред неговото распуштање. Не ми одговорите, ќе гласали СДСМ за распуштање на собранието на 12 февруари? Значи, ево повторувам, избори на 12 април ќе има. Дали собранието ќе се распушти на 12 февруари зависи од тоа во каков однос ќе влезе ВМРО-ДПМН во однос на законот за јавно обвинителство и за сите овие други закони. Секако сите уставни рокови и законски рокови ќе бидат испочитувани. ВМРО-ДПМН од избори на 12 април нема шанса да избега. Имате ли информации во каква се консултациите односно законот за јавно обвинителство? Очекувате ли да можеме да се неколку за условните активици да го поддржат? Значи, представници на пратенички групи имаат средби работни со Министерството за правда и со како предлагачи на тој закон. Единствено ВМРО-ДПМН не влезе со своји предлози затоа што не сака да се донесе законот. Јас исклучиво верувам и се надевам дека таков компромис ќе се постигне со другите пратенички групи и ќе се обезбеди двотретинското мнозинство за носење на овој закон. Ќе има време, макар и се пролонгирање на распуштањето, ама сепак запазување на оние рокови за избори да се донесе ваквиот закон? Секако, ако се усогласи текстот на законот, онака како што треба да биде текстот на законот, за да има правда во оваа држава, за да не се спречи правдата во оваа држава, се надевам дека ќе се надминат сите суети и дека роковите ќе се испочитуваат и тој закон ќе биде донесен. Колку сигурни пратеници има СДСМ? Чекај сега, значи многу е битно. Колку пратеници сигурни има СДСМ за закон за обвинителство во овој момент? СДСМ има пратеничка група со 50 пратеници сигурни. Другите се сите пратенички групи други, така да одлуката за нив не можам да ја кажам, да ја носам ниту да ја соопштам. Добро, друг закон што е почина е многу во интерес на јавноста, посебно на граѓаните, законот за игра на средњата, кој за жал се да се отварат представници во средни училишта, болници, јавни институции така натаму, а е почен во собранието. За тој закон мора да потенцирам дека дури вашиот партнер на власт, но видимо од вас дека вие го почнете. Дали ќе има можност закон да се донесе сега или ќе дозволите па граѓаните пред избори да излезат на улица? Значи каква виката ќе изгледа? Значи, тој закон беше пратен претходно во собраниска процедура, имаше јавна расправа на Комисија за финансирање, каде што закочили се заглави во тие процедури. На оваа седница сега, што е во тек последната, 131-та, беше поднесен истиот закон во скратена процедура. Ние ја поддржавме скратената процедура или потребата од скратена процедура и се очекува да биде закажана Комисијата за финансирање и буџет и да се отвори таа тема. Нашиот став е јасен, ако гласаме за процедурата од скратена, значи законот треба да оди во процедура. Што е прашање министрица при распушување на собранието, како вие процените овој политички состав и парламентарен состав
бидејќи имаше некои други храбри луѓе, но не слаби како што сумешалисти. И кој е вашиот однос? Добро, тоа го одговорав и на процесот на диалога Жан Моне, кој го имавме, знаејќи како почна овој собраниски состав, потенцирајќи го 27 април, како крвав четврток, што никогаш не се случило досега и никогаш не треба да се случи во оваа држава во иднина. Донесовме значајни одлуки за граѓаните, закони кои што се поврзани со интересите на граѓаните и подобрување на нивниот живот. Донесовме одлуки или закони и измени со кои што се отвора европската иднина на нашата држава. Ние де факто ќе станеме членка на НАТО, а се надеваме и со последните информации дека ќе се отворат и преговорите за пристап во Европската унија. Ние сме задоволни од тоа што го сработивме, поставивме добра основа, дури успеавме и во таква ситуација после 27 април да седнеме и заедно со опозицијата и низ диалог да донесеме суштински закони кои што значат реформи во оваа држава. Се надевам дека таков закон ќе биде и законот за јавно обвинителство. Со еден збор задоволен сум од работата на составот. Благодарам.